ден, почитувани колеги пратеници. Ви благодарам, председателе. Почитуван председателе. Ве молам да се слушаме. Ве молам. Продолжите ве. Почитуван председателе, ако ми дозволите работни услови, ве молам. Не, ве молам. Ве молам да му дадете простор на пратениго да се изјасни, ве молам. Денеска на дневен ред имаме по итна постапка една материја која е позната и итно потребна за корекција во ова собрание, затоа што за време на изборниот процес сите партиципиенти во изборниот процес на еден начин или на друг изразија свое мислење по она кое се случи за време на изборниот процес, а тоа е всушност невозможноста за рекламирање на една политичка партија и нешто што јас сакам да го споделам со моите почитувани колеги пратеници откако бев инволвиран во процесот на изборите, затоа што предпоставувам дека во вас се содржи многу мудрост и многу отвореност да се подобрат и да се коригираат процесите, бидејќи во вас предпоставувам и се содржи максимумот за демократијата која може да се извлече од ова македонско општество. Ова треба да се направи како корекција затоа што ова се однесува на нашиот демократски процес и под предпоставка за ваша добра волја. Затоа што за време на изборите рековте дека сте отворени изборниот законник да се отвори и да се коригираат неговите недоследности. Ние овде од оваа говорница велиме дека ќе учествуваме во секое работно тело кое ќе го формира ова собрание за измени на изборниот законник, кај почитуваниот колега Љупчо Пренжов на Комисијата за политички систем, ќе побараме јавна дебата изнаејќи дека тој како председател кој ги уважува сите членови на комисијата, тоа ќе го дозволи и ќе дојдеме до јавна дебата која е потребна насушно. Но, почитуван председателе и најпочитувани колеги пратеници, сметам дека ова денеска која треба да се донесе е корекција на демократскиот процес која ни е насушно потребна да ја донесеме сега. Доколку ја изгласаме потребата за итна постапка, тогаш можете да коригирате преку амандмани, да се вклучите во процесот и да го заштитиме изборниот законник од корозивни интерпретации како што имаме сега. Декември е месец каде што ќе се носи буџетот, каде што ќе разговараме во собрание за енергетска сиромаштија и сега, како што излезе колегата пратеник Бојан Стојановски, веќе се отвара и прашањето за анкетната комисија за трагедијата од Кочани и токму ова што се случи, што почитуваниот колега побара една група од собранијата се придружи на друга, за да можеме да дојдеме до овој процес, покажува дека имаме крајна поларизација во собранијата. Во европскиот извештај тоа беше нагласено, дека ово собрание, како никогаш досега, било поларизирано. Буџетот кога ќе го отвориме, ќе носиме буџет кој нема... Ве молам да се држите до објаснувањето за изборниот законник, ве молам. Обезбедете ми работни услови, добри, тогаш ќе... Имаме буџет кој ќе се носи по волјата на мнозинството во кој не учествува опозицијата. Имаме постојана анкетна која пробува да се отвори без учество на опозицијата, само од мнозинството. И ова е силен аларм, затоа што кога ќе зборуваме за енергетска сиромаштија, за кога ќе зборуваме за буџетот со кој се врзуваат сите проблеми на граѓаните, тие процеси почиваат на демократскиот, конструктивен пристап во ова собрание. И сите тие работи, почитуван председателе, почиваат на основната база на демократскиот процес, а тоа е изборниот законник. Еве ви го контекстот, почитуван председателе на собранието. Затоа што се додека не ги адресираме основните карактеристики на нашиот изборен процес, кои во овој момент сигнализираат дека се движиме кон авторитарност, бидејќи една демократија која е вредна за своето име, нема да биде нема на дисконтинуитетот во комуникацијата помеѓу оние кои избираат и оние кои треба да бидат избрани. Демократијата нема да дозволи да не слушне оној кој треба да избере и да не каже оној кој треба да биде избран. И не смеа да имаме институции кои ќе бидат неми на оваа мискомуникација.
Во демократијата не може да има спектатори, но во овој изборен процес, кој ќе биде запамтен во нашата историја, како изборен процес, каде што имало ваков диспаритет, и кој веќе е забележан во извештајот на ОБСЕ како таков, ќе го имаме и во извештајот на Европската комисија. Но вам тоа не ви е битно, затоа што ќе дојде следниот извештај на Европската комисија и ќе го карактеризирате како извештајче. Бидејќи ќе има повторно лоши оценки и полоши, претпоставуваме, од оваа година. И не се обидуваме да ја надминеме пречката на поларизацијата. Опозицијата цело време сигнализира дека е спремна да учествува во сите работни групи, но истовремено владачкото мнозинство на репресивен начин ги обесмислува потребите на опозицијата и ги обесмислува потребите нашиот народ да добие нормален демократски процес. Бидејќи откако ќе поминат изборите, вие ќе се затворите 4 години во кабинет, почитуван председателе, и ќе ми зборувате за процедурите, и ќе зборуваме за процедурите, и ќе зборуваме за буџетите кои ги носите без амандмани на опозицијата. 4 години затворени во заштитата на собствениот мандат ќе можеме да трпиме и ќе мораме да трпиме ваши авторитарни практики. За ова да не биде нашата реалност, ако некому од вас му е гајле за изборниот процес, ние мораме веднаш да донесеме заштитна мерка, бидејќи добрата волја не е нешто што треба да биде фактор во заштитата на демократскиот процес. Бидејќи ако се изгубат демократските принципи, тогаш се запрашува и позицијата на нашата држава во однос на своите граѓани. Бидејќи сакам да ви подсетам дека по меѓународниот пакт за граѓански и политички слободи и правда од 1966 година, донесен во Генералното собрание на Обединетите нации, правото на политичко дејствување, тоест политичка партиципација, е гарантирано со тој пакт по член 25. И што вели тоа? Што е политичка партиципација? Кога имаме терен каде што на партиципиенти во процесот не им се дозволува еднаков терен за управување со механизмите кои ги дозволува системот, тогаш се повредуваат неговите политички права и граѓански права во овој случај. Тоест, според овој член, треба без било каква дискриминација и неосновани ограничувања да се учествува во управувањето со јавните работи, било непосредно или преку слободно избрани представници. Според Комитетот на Обединетите нации за човекови права, правото на еднакво учество во јавните работи е најтесно поврзано со идејата за демократијата. И потоа ќе ме прашате вие на почетокот што објаснувам. Еве што објаснувам, почитуван председателе на собрание, избрано на непосредни избори, вие избрани од едно мнозинство. Значи, шарадата за демократијата е тука. И вие сте лицето на таа шарада за демократија, на таа фасада за демократија која ќе добива се полоши и полоши оценки во европските извештаи, се полоши и полоши оценки во извештаите на ОБСЕ, но кога ќе дојде моментот, ќе треба да се придржуваме до вашите авторитарни процедури, до вашите тоталитарни процедури, за повторно да можете да обезбедите мандат на нееднаков начин и да го потиснете крикот на оние кои се против вас. Затоа што демократијата е силна колку што е силен нејзиниот најслаб партиципиент, почитуван председател. Доколку не е така, тогаш имаме проблем. Дали вие како председател и ова собрание ќе биде спремно да бидат спикер на хибриден режим, заробен режим, како што ќе поминува времето, тоа се гледа на овие седници, кога треба да се донесе една мала измена која ништо нема да ви значи вас, но ќе значи за виталноста на демократскиот процес, тогаш се гледа во која насока се движиме. И затоа ќе биде ова тест за насоката која се движиме. Јас на вистина имам добра волја во поглед на овој процес. Изгласајте ја потребата зидна постапка. Коригирајте амандмански. Ќе учествуваме во сите процеси на носење на изборниот закони. Бидејќи во овој момент се однесува за овој проблем, но треба да се дискутира тоа што и спикерот го бара од нас. Една изборна единица.
треба да се дискутира тоа што беше недоследност со независните листи. Сите пратенички групи имаат некои забелешки со изборниот законник, но потребно е да ја заштитиме демократијата пред себе. Благодарам.